Ако мерките за штедење не успеат, јавното предпријатие ИСАР ќе дели решенија за технолошки вишок. За сега планот успева, но дали тоа е доволно ИСАР да се спаси од финансискиот колапс? Па се уште е рано да се даде конкретен одговор дали мерките ќе дадат резултати, бидејќи само што почнавме да ги применуваме. Меѓутоа првичните сигнали и наши анализи укажуваат на тоа дека со мерките јавното предпријатие на прав пат да излезе од финансиската состојба и ќе му даде дополнителен инпут на самото јавно предпријатие да влезе похрабро во периодот кој следи и уведување на новите мерки, односно направење на функционална анализа и давање до одговор на тоа кои се оние работни позиции кои треба да бидат скратени, односно ќе дополнително помогнат на јавното предпријатие да намали одредени финансиски средства. Со оглед на состојбата и нормниот долг од околу 5 милиони евра, многу веројатна опција е ИСАР по 6 месеци да угасне 30 административни работни места. Станува збор за работни места кои не се директно поврзани со процесот, кој е директно поврзан со програмите на јавното предпријатие, односно на не работни места кои се теренски работни места, туку канцелариски работни места. ИСАР, како и сите јавни предпријатија, со години беше складиште на партиски кадри кои никогаш немаа конкретни задолженија или пак тие беа формални. Сега, предпријатието тој товар повеќе не може да го носи, па од тука и неверојатно доаѓа време за раздолба.